Се прекарите битолски ги рекол. Само ако ги речиме сите, тоа ќе треба да трае многу долго време, така што здравје Боже, некојаш друг пат ќе си правиме муав. И според коментарите можеме да заклучиме дека скоро во сите градови ста приказна. И за колку се иновативни прекарите, тоа зависи поќе од народ. Пери многу работи зависат од народ. Само што народот некако многу сака се понаша како да не зависи ништо од него. Обично знаеме тука кај на. Државата е крива, странците се криви, комшите се криви, никако ние да сме криви, тоа нема шанс. А за една работа сме криви како народ, тоа е сигурно. А тоа е дека му се дозволува на децата денешно време се и се. Особено прам муабет за превозни средства како електричен тротинет да речи. Пошто нели сега актуелно некој закон се пробва се донеси да се ограничат конечно и јарно му текне. Не дека некој ќе слуша тој закон, ама дека треба да има и дека треба да се спроведува, то дефинитивно. И за пред да навлезам на тема да се пуштиме ни шпицата, па се вратиме на муабет. Може? Ајде да те пуштам. Ако има нешто поглуп во светот од електричен тротинет, еве ја, кој биста рум го измисли то нешто? Јас немам да разберам таа фасцинација со праење се што ќе најдиш електрично. Значи тротинет, стоиш на него со едната нога и со другата нога се туркаш, вака правиш со нога. Толку е. Не е научна фантастика, не е тешка физичка работа, ништо не. Дури и на угорница да правиш тера. Толку е вака со ноџето. Арно, не. И тоа е многу да се прави. Чекај ќе го направиме ни електричен сам да тера тој. Тоа е исто толку бистро измислено колку што некој што измислил четка за заби електрична брат. Тоа може уште побистро да е. Значи вака правиш или вака, толку е. Три потези се во прашање. Арно, не. Ние ќе направиме четката да треси и ти да мрдаш полека тоа прави вака раката ти ја треси и да треба да ја полниш, да ја думаш, па ако не е наполнета, леле, четката не е наполнета, што правиме вака ќе треба се прави. Значи немам да се изначудам. Ја и добро тие што измислуваат, тоа му е работа. Ќе измисли денес четка електрична, утре ќе измисли чаша електрична, сама да се крева да пие. Потаму столче електрично ќе измисли. Не би. Зошто мора да се купват тие работи? Тоа некој да ми го објасни. Деме ќе измисли електричен тротинет, сега мора сите да го купиме. Сега ќе се најди некој, детето бара. Знаеш ти ние колку работи баравме? Дали се сеќаваш колку работи ние барав? Дали можеле да ти купат или не можеле, не било бит. Битно било кога ќе речат твоите не може, нема. Кога ќе речат не, тоа ќе биде не. А ти го знаеш нагла намести. Не ни можеш да се наместиш нагло, ти знаеш што те чека. Тоа е еден концепт многу далечен на денешните родители. Стран концепт. Значи се знаеше што може, што не може. Замисли ти пред 30 години а му речеше на некој родител: "Еј тато, да ми земиш електричен тротинет самиот да вози." Човека што ги ти речеше татко: "Абе кој тротинет оди бегај трчај надвор таму. Не знаеле ние тротинет чуе. Што деца сте вакви патиките, не знаете да си врзи, тој трчај фудбал таму играј." Тротинет што е следно? Патики електрични, а напрат сами да ти одат патиките. И да не те чуди. И виш по некоја година вака ти е патичината, тој седи вако взбунет цели. Значи лавајте малце за таа возбудата. Сам јас разбирам. Голем број од денешните родители баш заради тоа што тие немале на времето, сакат сега децата му имат се. Значи не знам, чоколадо електрично, смислат ќе му купат. Пошто како сите деца имат, моето да нема. Така бе госпожа. Така шарено. Не мора твоето дете да има се што имат другите деца. Не мора сите деца ги имат истите работи. Не знам како не ви е јасно, ама тоа што зборате дека се сменати генерациите денешни многу нечи, вие ги правите. Јас не викам дека мене не ми е мерак да купувам за малио и дека допрва нема ми биде. Ама мора да си има некоја граница, бе. Вие си ги имате децата видено шо прават. Со тие тротинетите електрични, ти сите имат и тој да има. Оти ќе му се срони бисеро пешки ако тргне. Да не дај Боже му проциркулира крвта малце, да подиспоти, да изгуби некој грам. И какото на тротинет директ и после веспата купи му ја на 10 години и после клучојот од колата на 14 дај му, не е проблем. И после ќе биди не сме ние криви, не знам, еве не сме знаели. Од кај да знаете мора. Да си обрните малце поќе внимание на децата. И ако веќе вие не си обрнувате, нека го дојсат тој законот за шо и да. Нека ограничат возраст, нека ограничат поеден на тротинет, нека ограничат брзина. Брзи се тие пустите. Како ветре пролетно се ќе ти направи. Јас немам да разберам и возрастни што и користат. Ајде во ред како превозно средство некако бе. Точак имаш брат. И нив електрични ги направија се. Ама имаш милион средства тротинет бе. Ено дупче тоцко на пату и ќе се преврти. А машала ич немаме дупки по патиштата. Душе добро, кај нас не се мали големи се ќе види. Ама ај тие возрастни се, како ми изгледа мене не е битно, а го брка работа во ред. Деца бе, деца по 10 години ги возат по двајца качени. Се ојме ние тумбека фенекни, фамилиарно со брато, со жените, со децата. И едно 20 деца со тротинетите шлајфуваат тука цајкански прат, квичат гуми, влегват во количките. Демек мангупи се тие по двајца качени. Значи секундарно се претвори во овие лошите чичковци во малото што ги имаш
што урлат кога играш со топка, со нешто што излегва. Абе готов бев да земам се развикам таа. Са ние со бебиња тој во количката со тротинето влег. И нека има таа среќа, нека влезеа во количка. Да видат како е брзо потезно повикај родител па да ја решиме работата. И јас се кладам дека ако дојдеше до повикај родител дека појма ќе нема родителите кај му се децата и какви глупости му прават. И што уште појако излетват бате на главна улица, летнува со рипање, со цајкански, со чуда. И не дај Боже ќе се појави некоја кола и после што викате кој ќе биде крив. Овај пижлако невоспитан, не беват ни крив ни должен, тој што вози ќе го накрива то ти кај тиве очите. Како можеше детето да ни го така шарено можеш? Пошто детето ти е невоспитан. Пошто очигледно му е дозволено се и не знае ни едно правило и да ги знае не ги почитува. И јас немам против ти да му купиш на детето твој тротинет, да го саш авион купи. Ама воспитај го бе брат. Значи воспитај го, нека ги научи правила, нека биде човек, нека вози како што треба. Ако сака да бесне има скейт паркој, нека оди таму, нека рипа, нека скока, нека се превртва, што сака нека прави. Не може ти бе да дивеш кај што ќе ти текне и никому ништо, сите да бидат криви други. Шо муа бе дето. И очигледно не за џабе слушаме секој вторден за немили настани во кои учесник е обавезно некој со тротинет. Прво и основно нема зошто тротинет да може да вози 50-60 км на сат. Не знам кој ги измислува тие работи, ама претерва. Пошто едноставно не му е градбата на нештото така. Да, му се поголеми тркалата од на обичен тротинет, ама пак се мали бе брат. Пак малце фали да фати на тротоар, на дупка, на шо да е. Друга работа, не се за џабе измислени правилата за возење и за возрастот која може да вози. Не се направени од и така му текнало на некој или за пари или за нешто. Не бе брат. На времето луѓето уствари ги испитвале работи и сватиле дека пред 16 години тебе мозокот не ти е доволно развиен за ти да биш дел од собраќај. На голем број од луѓето ни на 30-40 не му е доволно развиен, ама тоа е друга тема со која треба да се позанимават луѓето што се задолжени за таа работа, пошто кој стигна влезе зад волан и зад мотор и зад шо и да и се прават глупост. Ко на пример луѓе влегват контра на автопати. Сам пример вели. Ама особено за не е џабе направен. И детето не треба почни да ги учи правилата дома со татком пред да почни часови да зема. Не бате. Треба да се учат правилата од мали. На училиште го имат предмет. За кога ќе дојде време да се полага, тие веќе да знаат. Кој ќе вози татко му тие да го поправат, пошто и татковците многу убаво возат сите. Како вози народ, абе тоа е чудо некој. Треба да имат култура. Општо во животот треба да имат култура, особено во собраќај. И дефинитивно до одредена возраст не сме да биде дозволено ништо електрично, никак, освен ако некој не го управува како овие бебешки што се количина. И тоа што ќе му биде после тоа дозволено да биде ограничен, не малио да лета со 60 км на сат со тротинет, двајца качени на него. Ни лево ни десно соглатани дали кола иди на сред улица. Фишегват, поноќе ни светло ни буту. Плюс ние не сме народ што е навикнат да гледа тротинети и да ги смета за дел од собраќајот. Точаците уште не сметат кај нас, ако треба да се дел од собраќај. Камо ли тротинет? Ама добро, на крај на денот, знаеш како? Кој те праша ќе би работа? Тие ќе го изват законот, никој нема го почитува. Овие што му купиле на децата тротинети што ќе му иземат, една грешка да не. Затоа јас би рекол да се дојси законот, да се изгласа, да се направи ригорозен како што треба и да се спроведе, да ги застанува. И казните си плаќат родители. И да видиш како после кога ќе перниш по џебот, следното враќање дома ќе види дај го ваму тротинето, нема поќе тротинет зата. Да видиш како се решават работите. Влези во Скопје. Влези во градот да видиш како возат сите со 30 со 40. Пуфка така. Ај шо мене ќе ме казнат шак една казна да видиш како после мислиш Германија. Што мислите ви како се научија нашите во Германија да возат културно? Танке една казна, друга казна од платата скини. И речи море за ништо не ми остануват многу кината овие, дај да си возам полека. Виж како можело правилата да се почитуваат кога има кој да ги спроведи. Ти можеш да се буниш после кога сакаш, ама знаеш како? Кој те прашават? И мислам дека доста е за епизода, да не ја прекорачваме многу. Останете ми вие со здравје. Ние се вратиме наредна епизода. Ту уште некој муаве. Договорено? Е така. Ај за поздрав, имајте убав ден.